Одморете се малку од многуте активности и слушнете коментар за животот од доктор Харолд Сала. И Бог го праша Јона: "Лутиш ли се со право заради тиквата?" Тој одговори: "Со право сум лут, дури до смрт." Во денешно време сите сме подложни на стрес. Без разлика дали живееме во Манила, Токио или Лос Анџелес, живееме со побрзо темпо отколку во било кое време во историјата. Сообраќајот, притисоците и стресот на животот заедно со семејниот стрес се тие кои можат да предизвикаат да стигнеме до точка на вриење и кога тоа ќе се случи, ние експлодираме. Можеме да го облажиме изразот и да кажеме дека ни требало само малку да се издуваме, но каков и да е нашиот поглед на тоа, лутината во тој момент не надвладеала. Кога нашиот темперамент ќе излезе надвор од контрола, ние сме засрамени и се чувствуваме разочарани од себе си, бидејќи знаеме дека сме повредиле некого. Гледајќи го тоа, од себично гледиште не само што ги повредуваме другите, туку и себе си и својата иднина. Апостол Павле понудил разумен совет на оние од нас кои се бориме со силни емотивни чувства. Тој советувал: "Гневете се, но не грешете. Сонцето да не зајде во вашиот гнев." Ефесјани, 4 глава, 26 стих. Преводот на Филипс гласи вака: "Ако сте лути, тоа нека не биде поради повредената гордост или лошиот карактер. Никогаш не одете лути на спиење, не давајте му место на ѓаволот." Коментирајќи го советот на Павле, Джордж Гардинер кажува како тој посетил една продавница за подароци. Неговото внимание беше насочено кон една широка плута за шишиња, украсена со декоративна лента, поставена во хартиена кеса во пластична кутија. На картичката која одеше заедно со подарокот пишуваше: "За дупката во вашата глава кога ќе ви експлодира врвот." Тоа е прилично умен потсетник дека кога ќе ти експлодира врвот, ти си оној кој ја добива главоболката. Во неговата книга "Ниту една од овие болести", докторот С. И. Макмилен има поглавје за гнев и како тоа влијае на луѓето физички. Во ова поглавје, насловено како "Високата цена на одмаздата", Макмилен раскажува за една ситна дама во незините 80-ти години која често доаѓала да го провери крвниот притисок. Тој рече дека притисокот обично изнесувал околу 200, но еден ден се искачил на 230. Внатрешно, докторот Макмилен беше вознемирен, но спокојно кажа: "Вашиот крвен притисок денес е покачен." Со насмевка ситната дама одговорила: "Можам лесно да го објаснам тоа. Јас само што имав расправија со другиот пациент во чекалната." Докторот Макмилен вели: "Размислете за тоа. Таа културна интелигентна жена можеше да го разнесе мозочниот осигурувач и да претрпи фатален удар само затоа што сакаше вербално да му се одмазди на човекот поради неговата провокативна забелешка. Незината диагноза за спектакуларниот пораст на незиниот крвен притисок беше точна. Колку е современ советот на Павле: "Гневете се, но не грешете." Апостолот не кажува дека сите видови на гнев се грев, но препознавајќи дека гневот е отров за нашата душа и тело. Павле советува да го изфрлиме гневот од нашиот систем, но начинот за тоа не е да истураме таа лутина врз некого кажувајќи му се што мислиме за него. Христос покажал со својот личен живот дека постои место за гнев. Тоа би можело да се нарече праведна лутина. Христос бил лут на лицемерието и себичноста. Да, овие работи не се помалку од грев. Нашиот проблем сме обично самите ние. Се плашиме дека некој ќе не искористи или дека некој друг ќе ја добие пофалбата што ја заслужуваме. Наместо да дозволиме гневот и злобата да доведат до омраза и гнев, Павле вели дека љубовта може да биде катализатор, што го отстранува неоправданиот гнев. Да го послушаме неговиот совет и да го примениме во нашиот живот. Секоја горчина, гнев, јарост, викање и хулење да бидат отстранети од вас, заедно со секаква злоба. Бидете љубезни еден кон друг, чувствителни, проштевајќи си еден на друг како што и Бог ви прости вам во Христос. Ефесјани, 4 глава, 31 и 32 стих. Советот на апостолот Павле дава насоки за праведно живење, но најдобриот совет во светот е бескорисен се додека не почнеме да го следиме. Неговите зборови се духовен рецепт, не само што ние можеме да го примениме. Ако имаш жесток и тежок темперамент, признај го тоа. Немој да се двоумиш да побараш помош од Бог за надминување на тој темперамент. Додека го започнуваш секој ден кажи: "Господе, денес биди со мене,
и помогни ми да ги правам и кажувам работите што го одразуваат твоето присуство во мојот живот. Можеш да ја најдеш Божјата моќ за да го направиш животот вреден за живење. Што току го слушнавте, доктор Харолд Сала, во овој коментар за животот.